Добро вечер. Вторник, 20 часот и 30 минути, време за нова вонредна политичка анализа. За вас кои сте мембар се користите опцијата membership на YouTube каналот Васко Евтов. Прва вонредна анализа во 2025 година во годишни одморски услови. Претходната беше направена во домашни услови, меѓутоа кречиме дома, така што дома беше промените продолжуваат, што би рекле во ВМРО-ДПМН. Уште една вонредна политичка анализа ќе имаме во годишни одморски услови. И наместо како секој инфлуенсер или инфлуенсерка да седнам на плажа и да ја читаме, да речеме, книгата Разговори со Коча Поповиќ, јас ќе кажам вонредни политички анализи за вас кои сте мембари, бидејќи заслужувате да слушнете се она што е актуелно, да искоментираме се она што е актуелно на политички и безбедносен план во Република Македонија. Книга Разговори со Коча Поповиќ. Според мен еден од клучните, а за мен еден од најбитните, најрелевантните политички личности во Титова Југославија. Иако во време на Коча Поповиќ, тој некаде 60, 61, 62 година, е потпишан тој договор помеѓу Коча Поповиќ и Тозица Аверов, министар за одбрана Аверов на Република Грција или Хеленската демократија, и тогаш таа 60-61 година за момент или за миг е ставено под тепих македонското прашање. Гледате, Аверов Тозица потекнува од место Този и од тоа место Този еден дел, една влашка елита се сели во Москополе, дел завршуваат во Грција, во Атина и се дел на политичкиот естаблишмент на Грција, на Атина или на Хеленската демократија, дел тој семејството Тозија се преселува во Ресен и се дел на политичкиот, филмскиот, културниот секаков друг естаблишмент и во комунистички и во посткомунистичка Република Македонија. Така што вонредна политичка анализа, две изјави беа клучни во овој период. Едната изјава на поранешниот градоначалник на Команово Зомер Дамјановски Циц и втората изјава за поранешниот и сега кандидат за градоначалник или влезе во градоначалничката трка за општина Чаир, тој е Изет Меджити. Гледате, Зоран Дамјановски Циц дава една политичка изјава, го пикира, го фокусира министерот Горан Минчев и сушно се обидува да направи дистинкција помеѓу Бранко Царенковски и Горан Минчев, нели праќајќи ја пораката дека проектот Знам или партијата Знам не е проект на Бранко Царенковски. Бранко Царенковски се дистанцира, според Зоран Дамјановски Циц, од проектот Знам или партијата на Максим Димитриевски и дека тамо се врзува името на Бранко Царенковски само поради лукративни прицени на Горан Минчев. Горан Минчев преку неговата сестра во некакви старосватовски односи со Бранко Царенковски. Тоа што сакаше Дамјановски го постигна. Отвори дебата, отварајќи таа дебата сака да испрати пораката дека Царенковски не стои зад Максим Димитриевски, нели да се направи одредена платформа да се влезе во еден процес на обединување на сите структури, кои се леви структури, левичарски структуранти, ВМРО-ДПМН структури, албански структури на политичката сцена во Комана против Максим Димитриевски и навлекувајќи го на тенок мраз Горан Минчев, да фрла и дрва и камења против Зоран Дамјановски Циц и сите кои во 3 мандати во Команово гласале за Зоран Дамјановски Циц, да се направи една резка линија помеѓу Максим Димитриевски на една страна, како одредена по Бегулја Зона Замфирова од СДСМ некаде пред 2 мандати и една структура на СДСМ која сега нели сака да се обнови и да преземи повторно власта во Команово, бидејќи во овие 34-35 години ВМРО-ДПМН сам нема победено на избори во Команово. Што рече дека имате 3 структури. Една структура на ВМРО-ДПМН која пред 4 години беше омекната, ставена под маса, под астал и така натаму со директна интервенција на Христан Мицковски да се гласа директно за Максим Димитриевски. Втора една во наводници лукративна структура која се врзува поради локалната власт, локална самоуправа, тендери, бенефиции и така натаму за Максим Димитриевски. И трета една структура на СДСМ во Команово која е раскарана изминатите 13-14 години токму поради Оливер Спасовски, Зоран Дамјановски Циц и Максим Димитриевски. И сега нели се обидуваат да ја возобнат, колку и успеат ќе видиме, но Команово е бастион на СДСМ. Ако СДСМ има добар резултат во Команово, тогаш можеби Венко Филипче и преживел после локални избори кај што СДСМ и партијата која ја води очекува лош политички резултат. И втората изјава на Изет Меджити, всушност Facebook статус, а претходно дел од порталите под контрола на власта тоа го пласира на нивните страници, дека архитекти блиски на Реджеп Тајип Ердоган, порано биле архитекти во Бурса, па биле дел на екипата на Ердоган, кој тој ги решавал тие урбанистички проблеми во одредени градови во Турција, вклучително во Истанбул, кај што во неколку мандати беше градоначалник на Истанбул. И пласирајќи таа порака, всушност се обидуваат да го средат или да го решат колку може да го облажат проблемот со урбанистичките планови и урбанистичките криминали направени во општина Чаир. Значи, тие седнуваат, размислуваат,
анализират, гледат која е нивната слаба точка. Слабата точка е повеќе од 100, 120, 140 дивоградби, која градоначалничката Дана Ларсовска ги откри во изминатите 1 или 2 месеци. Бидејќи тоа станува проблем, Висар Ганију не се кандидирали, него кандидират Висар Ганију за нов мандат градоначалник на Чаир, го враќаат Изет Меджити. Изет Меджити, од кого почнува процесот во наводници на кандахаризација на општина Чаир, тој 2005, 2006, 2007 година. И некаде пред 3 или пред 4 недели ве реков на политичката сцена во албанскиот сегмент во Република Македонија ќе бидат спротивставени два концепти, две стратегии, едната не Еди Рама, каде што нели ја пласира тона информација дека албанците, односно муслиманите во Албанија, прв пат во последните 50-60 години се паднати под 50%, што ќе рече дека има агностици, дека има православци, дека има католици кои се над 50%, а муслиманите се под 50%, нели на тој начин, рушејќи ги оние стереотипи дека Европската Унија е клуб на христијански, протестантски, католички држави со одредени исклучоци Грција, Романија и Бугарија, и вториот концепт е на Реджеп Тајип Ердоган. Вториот концепт на Реджеп Тајип Ердоган всушност се инсталира и за Изет Меджити, и за двете партии кои произлегуваат од старата беса, едната и новата беса, алтернатива или алијанса на албанците, и всушност, судирајќи ги тие два концепти во општина Чаир, се испраќа пораката кој пат ќе биде избран? Патот на Еди Рама, а тоа е европеизација на албанската политичка сцена, албанскиот политички фактор во Република Македонија, или отоманизација, или Реджеп тајпизација на политичката сцена во Република Македонија. Добиле кандидатски статус пред 30 години, никош не ги почнале преговорите со Европската Унија. Значи, знаете, всушност ролјата, хороскопот, политичкиот хороскоп на Турција, вие да го пресликате на Република Македонија. Тие партии кои се денес, албански партии кои се денес дел на политичката или на владината коалиција со Христијан Мицковски, всушност преку моделот на Реджеп Тајип Ердоган сака да испратат пораката, еве и Турција ги почна преговорите, односно доби кандидатски статус за преговори со Европската Унија, никош не ги почна, никош нема да ги заврши преговорите, а тамо има од пиле млеко или се живее подобро од Република Македонија. И 2017 година дел на екипи на Реджеп Тајип Ердоган, посебно од пиар сферата или пиар секторот, работеа на локалните избори 2017 година заедно со екипата на Мартин Протогер и на Никола Груевски. Тогаш тие дава тона проценка дека Никола Груевски треба во средина како сендвич лево и исток, односно север и југ, да ги отфрли, тоа е Команово, Скопје, Тетово воопшто тука да не трча, да не очекува добар изборен резултат. Исто доле Струмица, Гевгелија, малку дел Битола завршувајќи со Охрид, и во на централна Македонија се борат да добијат одредени општини и да ја зачуваат локалната власт во тој централен дел на Република Македонија. Беа тука во Скопје, комуницира со екипата на Мартин Протогер, дел на Кафетин, коалицијата која сега стационирана во Македонската радио телевизија, беа сместени во оној хотел во центар на Сеат Кочан и ги изгубија изборите. Велат учествувале на избори во Либија, учествувале на избори секаде во арапските држави, вклучително на избори за Реджеп Тајип Ердоган во Република Турција, и секаде победувале, освен во Република Македонија, тоа е 2017 година. И дел нови структури на ВМРО-ДПМН тоа го искористија за разни приказни. Па некаков Цезар ги земал документите, ги земал одредени податоци од компјутерската или интернет база на ВМРО-ДПМН, преку Миле Зечевиќ или преку Зоран Верушевски ги дале на СДСМ, па СДСМ, имајќи ги тие податоци, всушност се растурил мрежата на терен на ВМРО-ДПМН, и ВМРО-ДПМН затоа ги изгуби локалните избори кои послужа за абдикација на Никола Груевски или заменување Никола Груевски, замена на Христијан Мицковски, на Никола Груевски на Валандовскиот конгрес 2017 година. Што рече, тоа се тие две изјави, едната на Дамјановски, едната на Изет Меджити, и тие ќе имат битни рефлексии на политичките разврски во Република Македонија. Во зависност од тоа кој ќе победи на изборите во Куманово и на изборите во Чаир, ќе може пред своето членство да ја пласира политиката или стратегијата или пораката за апсолутна или пирова победа на тие избори. Завчера на еден портал беа објавени фотографии на Зоран Заев, на Венко Филипче, кандидатот за градоначалник на СДСМ во општина Аеродром. Некои велат дека тука може да се видат контури на фотографија на кандидатката на СДСМ општина Карпош, меѓутоа тоа не е потврдено. Јахта, па ексклузивен ресторан на првиот или на вториот крак на Халкидики, никош не сум бил тамо, така што не знам, може на првиот, може да на вториот крак. Меѓутоа пораката, еве, фатени се, снимени се, папараци, служби или било кој друг ги имат фотографирано и ги има доставено тие информации до портали блиски на власта на Христијан Мицковски. Јас секогаш ви велам и секогаш така размислам дека тие фотографии
до Геровски или до некој друг Геровски, ги има доставено Зоран Заев. И Зоран Заев ги достави фотографиите кај што е снимен со Александар Митовски или популарниот Мечка, овие фотографии ги достави, на тој начин всушност ги денунцира своите соработници. И тоа е филозофија, знаете, за да може да сватите што се случува сега во СДСМ, треба да зверите дека СДСМ му служи на Зоран Заев како чергиче, преку тој всушност сака да се пазари со Христан Мицкоски. Христан Мицкоски и Зоран Заев тоа е едно. Тоа е една целина, заедно со неговиот баџаник во Струмица. Тоа е Шалом, ресторанот. И тие функционираат така споено веќе 5 или 6 години, само што сега се видоизменети улогите. Сега Христан Мицкоски не е лидер на опозицијата, а Зоран Заев премиер, туку Зоран Заев е скриен лидер или лидер на опозицијата од Сенка, а Христан Мицкоски е премиер на македонската влада. Внимајте, тоа ви го потенцирам во секоја можност. Денунцирањето, процесот на рушење или процесот на дисциплинирање на Христијан Мицкоски во структурите на ВМРО-ДПМН ќе почни и ќе заврши преку отварањето на прашањето за неговите јавни или тајни средби, комуникации или бизнис интереси со Зоран Заев. Клучно е прашањето зошто Зоран Заев, кој сега нели е тешка опозиција, би му бил потребен на Христијан Мицкоски за завршување на дел на проектите на Зоран Заев, кој тој почнува да ги анализира или да ги подготвува таму некаде 2019, 2020, 2021 година. Не успева да ги реализира и сега треба да ги реализира со помош на Христијан Мицкоски. Христијан Мицкоски, кога ќе погледнете неговата структура, тој не располага со партиска структура, не располага со партиска маса, не располага со одредена власт на локално, на централно ниво, која може него да му реализира одредени проекти. Тој може да климни со главата, да даде зелено светло, меѓутоа знаете, од кога ќе дајте зелено светло, вие мора да решите една дузина на проблеми, комунални, урбанистички, финансиски, буџетски, секакви други проблеми. И некој тоа треба да ви го одработи. Тоа е тој црнечки дел на било кој проект, кој не се гледа, не можете да го видите со голо око, а мора да го реализирате за да може да биде реализиран тој проект. На крајот, некој ќе земат од кајмакот, ќе црпнат од кајмакот. Ќе земате 1, 2, 3, 5, 10 милиони евра, но некој мора да одработи таа работа и одработувајќи таа работа да обезбеди еден круг на луѓе да ја пикнат раката во медот. Зоран Заев и структурите на Зоран Заев, кои се дел на судството во Република Македонија, кои се дел на локална власт, кои се дел на централна власт, па дури контактите кои Зоран Заев ги има надвор од Република Македонија, например оној турски проект во гасоводната сфера, луѓе кои се блиски на Никола Груевски велат дека е заеднички проект на Христијан Мицкоски и на Зоран Заев. Дали тоа е така, ќе покаже времето. Сега се разговара за еден проект Скопје на вода или Скопје на дланка, проект кој почнува да го размислува Зоран Заев тамо некаде пред 5-6 години кога е премиер на македонската влада, кој заедно со Александар Вучич и Еди Рама го отварат проектот Open Balkan и на крајот проектот Open Balkan ќе биде сведен на Белград на вода, на Скопје на вода, на Улци на вода и тамо доле Драч или Албанија на вода на Еди Рама. Така што и рушењето на овие структури ќе почни од Белград и ќе заврши со Еди Рама. Еден исти ракопис кој вие го гледате и во Белорусија, најголеми државно-приватни проекти тамо, одредени центри, хотели и така натаму, преку Белград на вода, преку Албанија, се селат сега во Црна Гора и ќе дојдат тука во Република Македонија. Затоа и посетата или една од целите на посетата на Христијан Мицкоски на Обединетите Арапски Емирати е токму да биде бетониран тој проект. Тој проект го прифаќа Зоран Заев, не може да го реализира Зоран Заев и сега тој проект му го става на послужавник на Христијан Мицкоски. Дали таа цела структура ќе има одредени лукративни причини? Да, апсолутно, затоа и се вградени. Знаете, и овој кандидат за градоначалник, Сотир Лукровски, нели, се поставува клучно прашањето, зошто така виден бизнисмен, меѓутоа тоа беше приказната, го беше пласирана пред македонската јавност. Виден бизнисмен, начело на одредена компанија, тој беше задолжен за маркетинг и продажба на Алколит Конс. Тоа е одредена компанија на Алколит, која заедно со Веледрогерија Пановски ги има добиено најголемите тендери од Министерството за здравство и Фондот за здравство во Република Македонија. Значи не бил бизнисмен, не бил топ 1, бил дел на менаџерската структура. Меѓутоа, имал или добивал висока плата. И сега се поставува прашањето зошто човек кој би добивал висока плата би се нафатил да работи за 1000 евра.
во општина Карпош. Еве, живеел во Карпош, има, да речеме, одредено чувство дека треба да ја помогне на општината Карпош, меѓутоа, знаете, на крајот на криштата, вие кога ќе напуштите сигурна работа, со висока плата, а самиот објавал фотографии на финале на Лигата на шампиони со своите деца, знаете, тоа чини многу пари, вие треба тоа да го финансирате, и вие тоа го оставате и се кандидирате, може и да изгубите на локални избори или таа локална трка за општина Карпош, и вие сакате бидете градоначелник, па има некој повисок проект кој ќе ви овозможи таа плата која добивате од Алкалоид Конс да биде мачки на кашлица во споредба со тоа што може да го добиете ако реализирате одредени проекти како градоначелник. Тоа покажа дека Мицкоски нема верба во ниту една структура во врвот на ВМРО ДПМН. И гледате како се поделени градоначелничките позиции во врвот на ВМРО ДПМН. Некој го добива Скопје, некој го добива Аеродром, некој го добива Карпош. Акционерско друштво Сашо Мјалков го добива Охрид. И Сашо Мјалков, бидејќи го добива Охрид и гради во Охрид, им ја става целата мрежа, рек, битола, копење, јаглен и така натаму, дел на структури на ВМРО ДПМН. Тоа не е Мицкоски, многу повеќе се структури на Александар Николовски, но тоа е акционерско друштво. Скопје на вода или Скопје на дланка, тоа е сериозен проект. Проект кој ќе биде скопска, македонска верзија на проектот Белград на вода. Треба да почне тука некаде кај Александар Палас, и има нели одредени шпекулации. Официјално не е ништо потврдено, меѓутоа луѓето кои се разбираат во тие работи ги знаат и финесите, ги знаат и деталите, и знаат во кој правец ќе се развива целиот тој проект. Значи, карши се истина од страната на Александар Палас и во правец на Канал 5 телевизија устието на Лепенец во реката Вардар. Тука треба да никнат одредени новоградби, хотели, трговски центри, така натаму, или тоа што го гледате Белград на вода, само со многу повеќе вода, Дунав, Сава, устието на Дунав и на Сава, треба да се случи и во Република Македонија. Многу мокни структури, структура на Зоран Заев, структура на Христијан Мицкоски, структура на Живко Мукетов или Кафетин коалицијата. И секој што сум ви говорил дека таа Кафетин коалиција е различно од олигархијата во Република Македонија, дека всушност олигархијата во Република Македонија е поделена на два дела, овие локални избори тоа го потврдуваат. И гледате како еден дел на олигархијата застана зад кандидатурата. Па не е тоа јавно, меѓутоа меѓу редови тоа може да се прочита одредени помошти, детски градинки, средби на Орце Георгиевски со Бранко Азевски или првиот човек на Стопанската комора на Република Македонија, и на тој начин нели се испраќа пораката дека во олигархијата во Република Македонија застана зад кандидатурата на Орце Георгиевски за прв човек на градот Скопје или главниот град во Република Македонија. И имате Кафетин коалиција, чиј кандидат е Сотир Лукровски, заедно со Христијан Мицкоски, и тие структури, Живко Мукетов, Христијан Мицкоски и Зоран Заев, ќе бидат всушност главни, дали тоа ќе биде во една појавна форма, дали ќе биде во една заскриена форма, дали ќе има некои други играчи кои ќе бидат фронтмени на целиот тој процес, меѓутоа тие ќе учествуваат во одредена бизнис сделка. Таа бизнис сделка е повеќе од 3,5 милиарди долари во соседна Србија, Белград на вода, каде што десетици илјади квадратни метри нов деловен и стамбен простор ќе биде изграден во главниот град на соседна Република Србија. Нешто слично ќе се направи тука во Република Македонија. И ако таа сделка чини 1, 2, 3, 4 милиарди долари, тогаш нели се постава прашањето колку пари ќе останат за овие наши локални играчи. 10% да останат, тоа се 300 милиони долари. 1% да остане, тоа ќе биде 30 милиони долари. Ќе ги поделат тие пари и тоа е добар лепак за да може да се спојат три структури. Зоран Заев, кој е лидер во сенка на СДСМ, Христијан Мицкоски, кој е начело на ВМРО ДПМН, но мора таа власт да ја дели со Александар Николовски, со Сашо Мјалков, со Никола Груевски, и Живко Мукетов, кој секога себе си се гледал или за прв човек на Скопје, или за прв човек на владата на Република Македонија. Ако Македонија дојде во политичка криза, тогаш да ме верувате, таа Кафетин коалиција ќе го исфрли Живко Мукетов како нивни кандидат за прв човек на македонската влада, некоја техничка влада, преодна влада, влада која ќе греши одредени проблеми. Сотир Лукровски тука е излечен од чинелот и ќе биде фронтмен на целиот тој процес. Затоа треба Стефче Акимовски да ги изгуби локалните избори во општина Карпош. Затоа и Зоран Заев и Венко Филипче ќе работат против Стефче Јакимовски и ќе се обидат да го минира Стефче Јакимовски. Зошто? Бидејќи на талон се 3 милиарди долари инвестиција, Скопје на вода или Скопје на дланка. Да не е Бранко Азевски, таа Кафетин коалиција и таа олигархија во Република Македонија нема каде да се допрат. Само Бранко Азевски или поранешниот прв човек на младината во поранешна СФР Југославија, како играч од чинелот на Зоран Верушевски,
ги поврзува тие две структури. Значи Зоран Верушевски го поврзува Бранко Азевски со Живко Мукетов, бидејќи Зоран Верушевски сега е стациониран во Кафетин коалиција кај Живко Мукетов. Дури се и кумовски поврзани. Ги поврзуваат одредени поранешни разузнавачки, ДБ структури, УБК структури со потекло од кавадарци. И тоа е таа една структура која секогаш ве дефинирам дека е многу опасна, многу сериозна, па дури би рекол и многу лоша структура за земјата на Република Македонија, која ви се јавува како носач на авиони. И на тој носач на авиони вие имате стационирано и удбашки структури, и ДБ структури, и одредени проблематични бизнис структури, и одредени странски бизнис и разузнавачки структури од Бугарија, од Србија, па да не речем од Руската Федерација. И кога тоа ќе го соберите, зад завесата дека се блиски до британската политика во Македонија, дека се блиски до американската политика во Македонија, Филип Рикер и така натаму и така натаму, таа Кафетин коалиција всушност ви ги одработува најлошите работи за Република Македонија и сето тоа зад маската дека станува збор за една блиска прозападна структура која функционира тука во Република Македонија. Сотир Лукровски е дел на таа структура. Може би несвесно, меѓутоа бил вработен како директор за маркетинг и продажба на Алколит Конс, структура под контрола на Алколит Скопје. Тој е дел на Душко Марковски. Душко Марковски, чие име се споменуваше како еден потенцијален кандидат да дојде на чело на Агенцијата за национална безбедност, АНБ, Агенција за разузнавање, да се спои со Агенција за национална безбедност и на чело на таа Франкенштајн разузнавачка структура да биде Душко Марковски. Душко Марковски, заедно со Сотир Лукровски, е дел на најтесниот круг околу Христан Мицкоски. Неговиот брат беше еден од кандидатите да биде министер за надворешни работи. Таа структура сега ќе учествува во битката, епската битка со Стефче Јекимовски да добие градоначалник на општина Карпош. Зошто е неопходно да имат градоначалник на општина Карпош? Да може да ги реши сите комунални градежни проблеми и да биде воспоставена, да биде изработена платформата, да биде изграден проектот Скопје на дланка или Скопје, односно Скопје на вода. Тоа ќе чини многу пари и во тој проект не се дозволени никакви грешки, бидејќи не се дозволени никакви грешки, Христан Мицкоски се избори свој човек да кандидира за градоначалник на општина Карпош. Конфликтите со Денарсовска почна исто околу одредени комунални проекти. Тоа беше околу водовод, па рачењата во медот, па Перински, така натаму и така натаму. Затоа Христан Мицкоски стоеше за Златко Перински да биде кандидат на ВМРО ДПМН за градоначалник на Скопје. Победи структурата на Орце Георгиевски, што ќе рече Никола Груевски, што ќе рече Александар Николовски, што ќе рече Сашо Мелков, што ќе рече една олигархиска структура која стои за Стопанската комора на Република Македонија, така што на локалните избори во Република Македонија за 2 месеци ќе се спротивстава две структури ќе го поделат теренот. Едните ќе бидат за градот Скопје Орце Георгиевски, вторите ќе бидат за проектот Скопје на дланка или Скопје на вода. И новој проект е работено не месеци, туку немалку 1 или 2 години. Гледате како името на Сотир Лукровски, а тој потекнува од истото село од кај што е мајка ми, тоа е селото Вамбел во Егејска Македонија. Иако неговото семејство не важеше за најпатриотско семејство, меѓутоа знаете се менуваат работите. И тие семејства кои порано важеле за бугарофилски или за гркофилски, сега се најголемите антички македонски семејства во Република Македонија. Не дека семејството на Сотир Лукровски било бугарофилско или било гркоманско, меѓутоа сега е браникот на националните интереси на Република Македонија. Минатата година грците го прогласуваат за персона нон грата. Значи херој, патриот кој се спротивставува на грчките интереси. Како се спротивставува? Така што грците го прогласуваат за персона нон грата. И тоа што пред 15 или 20 години ви говорев за Никола Груевски, гледате или погледате емисијата Дедото на Никола Груевски, Никос Груевски, тоа е 2011 година, 3 јуни, ако не се лажам, 2011 година. Некои работи се прават со правење, некои работи се прават со неправење. Република Македонија, таа 2011 година, 2008-2011 година е блокирана на патот кон НАТО и кон Европската Унија, токму со правење или со неправење, Александар Македонски, античка политика, менување на идентитетот, културолошкиот идентитет на македонскиот народ и на Република Македонија, и сега имате нови облици. Повторно блокада со Бугарија, блокада со Република Грција, патриоти кои се прогласени за персона нон грата. Но така се гради имидж во една авторитарна, национална партија како што е ВМРО ДПМН. Се вади одредено име кое е непознато, кое не ги има поминато партиските структури и тоа име се прогласува за персона нон грато. Дали во тоа учествуваат одредени грчи? Гледате, една иста структура
каде што оној ракометен надпревар на алкалоид со грчки јаја, како не се лажам, па конфликт, па навивачки групи, па карти, па има, па нема, па грците бойкотира, па грците не се појават, па алкалоид победува и така натаму и така натаму. Што ке рече, и тамо кај што може да победите и да ги понижите грците на спортски терен, вие намерно правите конфликт за да се политизира тој конфликт, и од кога ќе се политизира тој конфликт, нели секогаш зад патриотизмот се кријат капитални, лични, финансиски интереси. Така и во конкретниот случај персона нон грата, голем патриот од едно село во Егејска Македонија, гледате тоа село и сопругата на гувернерот Трајко Слаевски, што ке рече сериозна кадровска база за ВМРО ДПМН, персона нон грата, голем патриот, антички македонец, и на крај ќе реализира проектот Скопје на вода. Одредени пари тамо од Обединетите арапски емирати, заедно со Вучич, заедно со Еди Рама, заедно со овој премиер-председател на Црна Гора Улци на вода, и на крајот сите тие со рацете во медот, а вие блокирани на патот кон Европската унија. Многу мина од вас бара одредена вонредна политичка анализа, посветена на смртта или загинувањето на Душко Чефлеганец, синот на Ванчо Чефлеганец. Тоа се случи минатата сабота, недела, и има време нели да направи вонредна политичка анализа. И тоа се обидувам секогаш кога можам да ги избегнувам тие теми. Да не бидам како некој црн гавран кој заработува или ќарува на тагата на тоа што им се случува на одредени семејства. Не го знам добро Ванчо Чефлеганец, сум имал едно интервју со него на некакви спортски теми, и тоа беше толку лошо интервју. Значи, енергетски не можевме да се поврзиме. Тој многу збори, нема поента, јас го прашувам и така натаму и така натаму. Минатата година го побарав за некое животно интервју, мега интервју, кај што би говореле на политички, на бизнис теми, бидејќи станува збор за една олигархиска структура, порано прв човек на Радовишки Бучим, во времето на санкциите, златото од Бор во Србија или целата таа трговија со бакар од Бор во Србија оди преку него, кум со газданини кои се вклучува тука во приватизацијата на Македонска банка и така натаму и така. Значи една мокна структура, и после обидот на Бојко Борисов да влезе во Комерцијална банка во мандат на Зоран Заев е еден од играчите, еден од двајцата играчи кој во наводници по сугестија на Зоран Заев купи акции во Комерцијална банка, што рече дека сега еден од двајца тројца најмокни акционери во Комерцијална банка или најмокната банка во Република Македонија. Една грозна смрт. Информациите кои доаѓаат од Брно пред 7 или 8 дена беа грозни информации. Со една брзина поголема од 300 км на сат, значи не на кривина, на права линија, бидејќи тамо може да се развие одредена брзина. Моторот се крева, значи на таква една брзина како авион кој лета 10 метра во висина, паѓа доле, пука кацигата и така е смртта со пукната кацига и така. Толку, тука ќе завршиме. И сега следува еден процес, нели, закопан е во на убава црква во општина Аеродром. Јас не би влегол во тој процес, не би го објаснувал, не би го проблематизирал тој процес, бидејќи, знаете, на крајот на кришата само немојте да дозволите Македонската православна црква да ја сведеме на Венко Андоновски. И ако нешто можете да нарачете ке Венко Андоновски, а тоа е наминлива фигура, биографија, автобиографија, било каква биографија што може да нарачете ке Венко Андоновски, немојте да нарачувате ке Македонската православна црква. Дедо Стефан е минлива фигура, а Македонската православна црква е некоја трајна структура, трајна вредност во македонската историја. Нешто што го натерала македонскиот народ да верува и во најтемните моменти на нашата историја дека може да има светло, дека може да има иднина, дека таа иднина не мора да биде така црна, дека на крајот, после 100, после 200, после 300 години, македонскиот народ ќе има сепак своја држава, така што таа црква која е темел на македонската независност, па погледнете што све е направено како први фази на македонската независност после 44-45 година, во заобновување на Македонската православна црква, Македонска академија на науки и уметности и претходно кодификација на македонскиот јазик. Па што проблематизираат бугарите? Па токму тие три работи кои биле темел на македонската независност после војната 41-44 година. Ванчо Чефлеганец, гледате, има една цртичка кој би сакал тука да ја кажам со вас. Кога е смртта на Киро Глигоров, тоа е 1-2 јануари 2012 година, во СДСМ има одредена комеморација. Поканети се Благој Ханџиски, сите структури, сите политичари кои биле ставени на политички функции во време или како резултат на климнувањето со глава, на лобирањето на Киро Глигоров, и ниеден не се појавува.
се појава Ванчо Чефлеганец, кој неколку години претходно бил исклучен од СДСМ и не бил во добри односи со Киро Глегоров. Се појава на комеморацијата на Киро Глегоров. И овие луѓе кои ми ги кажуваат тие информации или кои тогаш беа забезекнати, беа збунети како може човек кој го имат исклучен од СДСМ да се појави на комеморација на Киро Глегоров, а сите овие кои Киро Глегоров ги има ставено на функција од 1991 до 2012 година, не биле во Скопје, биле на годишен, на зимски одмор, не почувствувале потреба да се појават на комеморацијата на Киро Глегоров. Гледате, во тој момент, тој лик на Ванчо Чефлеганец некако порасна во мои очи. Јас сум го анализирал како олигарх, како човек кој заработува пари, кој може би правил транге-франге операции со санкциите кон СР Југославија, меѓутоа покажал човечност кој била комеморацијата на Киро Глегоров. Така што тука ќе завршиме ова наша анализа. Кажав можеби за нијанси повеќе тоа што би сакал да кажам. Било добро дете. Да му е лесна земјата, а ние се гледаме наредни вторник 22 часот и 30 минути. До наредниот вторник, пријатно вечер Македонија, каде и да си.